Вестите на Сител. Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 8. Дел од Сдруженијата на пензионерите за денеска најавија протест пред Уставниот суд. Тие бараат од судот да не го укине линеарното зголемување на пензиите. Мартин Арсов. Незадоволни се што судот поведе постапка за оценување на уставноста на линеарното покачување на пензиите. Сепак, ваквата иницијатива не е поддржана од сите пензионери. Сител контактираше со дел од пензионерите кои пред 2 години дојдоа од повеќе градови во Скопје и протестираа барајќи линеарно зголемување. Тие велат дека ќе ја чекаат одлуката на судот. Додека нема одлука, не гледаат причина да се протестира. Затоа утре нема да одат пред уставен. Од судот објаснија дека двете зголемувања од по 2500 денари воопшто нема да ги разгледуваат, а за новото линеарно се уште се собираат мислења. Председателката на Сојузот на Сдруженија на пензионери исто така објаснува дека зголемувањата кои досега се исплатени, никој нема да ги враќа. Пензионерите не треба да стравуваат дека тие 5000 денари ќе треба да ги враќаат и дека судот ќе донесе некоја понештувачка одлука, што да се повторам, самиот суд се произнесе дека тоа нема да се случи, бидејќи, уште еднаш да повторам, тој закон со кој беше признаено тоа право е надвор од правниот поредок. Ова следи откако премиерот Мицкоски кажа дека судијка на Уставниот суд, според негови информации, ја има подпишано одлуката за укинување на линеарното зголемување на пензиите. Во меѓувреме, исплатата на ноемвриската пензија почна во петокот, а ќе заврши утре. Од Фондот за пензиско вела дека исплатата на пензиите не е доведена во прашање, бидејќи владата ја гарантира истата и не треба да има никаков сомнеш или страв дека пензии нема да има. Шпекулациите кои се пласираат од страна на СДСМ и политичкиот притисок кон Уставниот суд дека е загрозена исплатата на сегашните и идните пензии се неосновани и служат единствено за вознемирување на пензионерите и граѓаните во државата. Неодговорно е да се тврди дека исплатата на пензиите е доведена во прашање, кога веќе се знае дека буџетот на фондот на ПИОМ за наредната 2026 е речиси 151 милиарда денари за исплата на пензии, за здравственото осигурување на пензионерите, како и за транзициските трошоци кон трите пензиски друштва од вториот столб, велат од фондот. Од лани до сега, владата 3 пати ги зголеми пензиите, 6000 денари исто за сите пензионери. Мартин Арсов, Сител телевизија. Директорот на Фондот за пензиско осигурување Никола Мемо вели дека пензиите за овој месец се исплаќаат, а исплатата ќе се врши и во текот на денешниот ден. Смета дека опозицијата непотребно манипулира со сензитивни теми. Тој беше гостин во тема на денот во Дневникот на Сител. Веројатно во очајнички обид да бараат политички мотив за враќање на политичката сцена, посегаат по вакви сензитивни теми, каде што практично главен субјект се пензионерите како една од најсензитивните категории граѓани во државата. И тука демантот стигна практично за еден ден. На собраниска говорница беше искажан сомнежот дека нема средства за исплата на пензии. Од друга страна, вчера имавме пресконференција на председателот на СДСМ, каде што го повтори тоа апокалипсисно сценарио. Меѓутоа, едно е јасно. Додека постои државата, ќе постојат исплата на пензиите. И тоа го гарантира државата, односно владата. Практично тоа е пропишано и во членот 241 од Законот за пензии. Над 150 прегледи дневно има на детската клиника во Козле, но за сега се уште нема појава на грип. Хоспитализирани се претежно со респираторни вируси. Сезоната е во ека, а лекарите пикот го очекуваат во месец јануари. Од едномесечно бебе до училишни деца е моменталната состојба со хоспитализации во клиниката за белодробни заболувања Козле. На болничко лекување имаат 60 пациенти. И кај нив респираторните инфекции се со потешка клиничка слика која не може да биде третирана во домашни услови.
За едноденонокие лекарите прават до 150 прегледи, но се уште немаат потврден случај на грип. Обично вирозите почнуваат со растечено носе, со покачена телесна температура, може да има кашлица. Неколку дена би требало дома да се следи детето, доколку не ескалираат симптомите. Сега ако почне отежнато да диши забрзано, да диши со стомачето, така ќе го приметат родителите, или кашлицата да станува поинтензивна, тогаш секако треба да се обратат на лекар. Првично би требало на матичен лекар, па ако има потреба, во нашата установа за хоспитализација. Отежнато дишење, свирење во градите и зголемена телесна температура се најчестите симптоми поради кои родителите спасот за своите деца го бараат во клиниката Козле. Иако гужвите почна, од установата вела дека се уште имаат простор за хоспитализации. Дел од оние кои се на болничко лекување имаат потреба и од кислородна поддршка. Неколку пациенти во моментот примаат кислородна поддршка, дали континуирано или дисконтинуирано. Обично децата кои ќе заспиат во сон имаат повеќе потреба од кислородна поддршка. Меѓутоа не се многу. Повеќе тоа се доенчињата, помалите деца со бронхиолити. Според последниот извештај на Институтот за јавно здравје, не е зголемен бројот на децата кои се пријавени со симптоми на грип или заболувања слични на вирусот. Лекарите пикот го очекуваат во јануари. Сања Димитровска, Сител телевизија.